Значи, Стојан Георгиев. Бај Стојан Георгиев, што мислите за договорот со Грција и со Бугарија што го прави македонскава влада? Тоа договор со Бугарија е штетен договор, понижувачки е за нас македонците у Пиринскиот дел на Македонија и за самата Македонија, за Република Македонија, дека бугарите не признаваат македонски език, не признаваат македонска нација, не признаваат македонско малцинство. Поддржам ставот на председателот Георги Иванов дека договорот со Грција е штетен за Македонија. Не е добар тој договор. Како што вика Георги Иванов, ние сме за Европа и за НАТО, но со почет да бидем пример со исти нашето Со достоинство. Со достоинство. Така. Така, не може ние да одим като просици во таа Европа да се молим на бугари, на грци и на срби. Вие 8 години поминавте во затвор во Бугарија затоа што бевте македонец. Това е вистина, целиот живот ми поминат за Македонија и тоа што ми остава од сега натаму, после 80-те години што е наполних, пак да, всичко за Македонија да. Това е живота. Македонија ми е во срцето и ништо повеќе не е. И сега Господ даде втората ваша книга излегува, повест за една македонка, прекрасна книга, до солзи ме доведе, ги раскажува настаните со Омо Илинден Пирин. Ми така е. Таа изворна книга, јас кога бугарите после Копенхаген, кога бех 90 година, се вратих ми од зедо пасош и 15 месеца не ми го враќат. Па јас кренах од село на село, од град на град, од куќа на куќа, да организирам Омо Илинден. И во 36 населени места сам направил граница на Омо Илинден. И луѓето ме тера секаде. И 3 обиколки на Бугарија. Последната беше со Иван Сингартијски поп. Заедно бехме и луѓето многу из Бугарија, многу македонци не сакат, ама лошо дека Македонија е бедна и ние немаме и пари. Ако има пари, јас ништо не ми пречи да правя обиколки из Бугарија. Така е. Такав е живота на македонците. Ајде, Господ да ја чува Македонија, па да се видиме на промоција на книгата. Благодарен дано ареса на нашите компатриоти, македонците. Се што сум напишал е вистина. Луѓето се живи. Напишах некои работи заменик председател што беше Јордан Костадинов, дека искаше додека бех председател, дојде покана да одам на Америка, ама немах пасош, дојде кад се врати почне една кампања против мене да не сум председател. Јас винаги сум кажал, за мен не е важно, аз не сум кариерист да сум председател. Нека биде он, одех, му стиснех раката кога и му кажах дека стига да врви Македонија, това е Омо Илинден по-добро като ти председател. Ама по договор имаме ние, по устав, ако нешто стане со председател на Омо Илинден, во 6 месеца треба да се избере ново рководство. А тој като стана председател, 12 години председател. После смени го 4 години Борис Павлов, остава още 10, още не може да воде, па председател. Това са кариеристи за мене луѓе.